Најави за денешните настани. Традиционално, гостите од соседството ќе бидат најбројни за новогодишните празници. Нуркачкиот центар Амфора ја постави новогодишната подводна елка за малите херои со ретки болести. Засилени контроли против нелегалната продажба на петарди и пиротехнички средства. Убавините на езерото, градот и спортот. Прва самостојна изложба на фотографот Петар Паул Ческитник. Економските санкции на Европската Унија кон Русија продолжени за уште 6 месеци. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималната температура изнесуваше 1 степен Целзиусов, а максималната дневна 9 степени Целзиусови. Во Охрид утре времето ќе биде променливо облачно со слаби врнежи од дожд. Ќе дува слаб југоисточен ветер. Утринската температура ќе изнесува 3 степени Целзиусови, а максималната дневна ќе достигне 9 степени. Под влијание на влажна воздушна маса, од утре кон крајот на денот, во Македонија ќе превладува променливо облачно време. Предпладне, поддолни котлини ќе има појава на магла. Попладне и во текот на ноќта ќе има повремени локални врнежи од дожд. На планините врнежите ќе преминуваат во снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималните температури во Македонија утре ќе се движат во интервал од -3 до 3 степени, а максималните дневни температури ќе изнесуваат од 6 до 12 степени Целзиусови. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Трпа Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен
Бау центар на улица Железничка. Не ми го земај времето, времето ми е поважно од се. За само 1 минута месечно со Евана онлайн добивај, плаќај и коригирај фактури. Имај увид во сите плаќања, пријавувај состојба и регистрирај повеќе бројила на едно место. И тоа целосно онлайн. Времето ми е поважно од се. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Гостите од Бугарија, Србија, Црна Гора, Грција и Албанија ќе бидат најбројни во Охрид за новогодишните празници, но покрај посетители од регионот, голем број домашни гости ќе ја причекаат новата година крах Охридското езеро. Хотелските капацитети се исполнети, аранжманите се распродадени уште во месец октомври. Гостите од регионот од Бугарија, Србија, Црна Гора, Грција и Албанија традиционално ќе бидат најбројни во Охрид за новогодишните празници. Хотелиерите се задоволни од исполнетоста на капацитетите. За оваа нова година многу рано се продадоа хотелските капацитети, крај на октомври бевме целосно исполнети. Годинава во нашиот хотел ќе престојуваат гости од Република Србија, Република Бугарија и секако наши домашни гости. Најбарани пакет аранжмани се тродневните аранжмани, особено што оваа година се поврзува новата година со викендот, така да најбарани се тродневни и дводневни. Поскапувањето на аранжманите не влијаело многу на побарувачката. Според хотелиерите и понатаму Охрид има прифатливи цени. Со оглед на глобалните поскапувања, секако и аранжманите се покачени оваа година, цените се повисоки за разлика од минати години, меѓутоа се е во рамки на нормалата и прифатливи, доколку правиме анализа во споредба со други туристички дестинации и соседството, сепак нашите цените на аранжманите во Охрид се пристојни, нормални, прифатливи, со оглед на тоа што капацитетите се продадоа многу рано, тоа е доказ дека цените се во ред. Хотелите се подготвени со богати програми со одлична музика и богати менија. Посочуваат дека Охрид ги привлекува туристите и со својата зимска убавина, пристапните цени и целокупниот празничен амбиент во градот. Многу е важна организацијата во самите хотели и секако во градот. Тоа е факторот што ги привлекува странските туристи кај нас во Охрид. И Охрид со тоа и се издвојува, со богатите прослави што се случуваат во хотелите, музички програми, гала вечери, а секако придонесува и самата организација во градот. Декорацијата, програмата за нова година на плоштад, целокупниот амбиент. Значи, тие декоративни елементи се многу важни за чувството, за радоста кај посетителите, сепак станува збор за новогодишни празници, божични, односно за јануар полн со празници. Покрај во хотелите и рестораните, богата забавна програма по повод предстојните новогодишни празници ќе има и на градскиот плоштад, почнувајќи од 27 декември. За најлудата ноќ на плоштадот ќе настапат Владко Лозановски, Евто Пупиновски, Ѓоко Танески, диџеј Јуксел и диџеј Багзи, додека на 1 јануари за забавата ќе се погрижат легендарната група Меморија и музичкиот состав Фузија. Празнична магија во длабочините на Охридското езеро. Нуркачите на нуркачкиот центар Амфора традиционално поставија елка под вода за малите херои со ретки болести. И годинава нуркачите на нуркачкиот центар Амфора ја продолжија 20 годишната традиција. Во соработка со Сдруженијето за ретки болести со поддршка на волонтерите на Црвениот крст од Охрид, ја поставија новогодишната елка под вода кај заливот на Коските музеј на вода, символично одбележувајќи ги новогодишните и божитните празници.
Оваа празнична акција е посветена на децата со ретки болести, малите херои кои не учат на сила, надеж и љубов секој ден. Нека празничниот дух стигне до секое срце и донесе здравје, топлина и поддршка таму каде што е најпотребна, порача од Нуркачкиот центар Амфора, упатувајќи честитка за среќни празници и здрава нова 2026 година. Засилени контроли против нелегалната продажба на петарди. Од СВР Охрид предупредуваат дека пиротехниката представува сериозна опасност по здравјето и безбедноста, а за прекршителите следуваат високи казни. Полицијата заплени 400 петарди кај Струженец. Со наближувањето на новогодишните празници се спроведуваат засилени контроли за нелегална продажба и употреба на пиротехника. Надлежните предупредуваат на опасноста петардите може да предизвикаат сериозни повреди, а истовремено се загрозува безбедноста на околината. СВР Охрид своите активности на овој план паралелно ги води на превентивен, но и на репресивен, се разбира, план. Во делот на превентивните активности преку одсекот за превенција се вршат одредени едукативни работилници средби со граѓани на кои што им се укажува дека нелегалната употреба на пиротехника е казнено дело. Нелегалната продажба, купување и користење пиротехнички средства е казнива со закон. Казни има и за оние кои купуваат од 200 до 500 евра, а многу построги се за оние кои ја продаваат, вклучително и затворска казна. Целта е да се подигне свеста и совеста кај граѓаните, кај децата се разбира, но и кај родителите кои што им овозможуваат на своите деца да користат пиротехника која што е нелегално набавена. Физичките лица се контролираат на сите места, по сите можни останати активности кои што ги преземаат полициските службеници, а правните лица секако се контролираат преку посебен полициски тим кој што работи на сузбивање на нелегалната трговија. Иако не постои единствена глобална статистика, податоците покажуваат дека пиротехничките средства секоја година предизвикуваат илјадници повреди. Најзагрозени се децата и младите, а регистрирани се и смртни случаи. Францускиот амбасадор Риголе при својата посета на Охрид го посети регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски. Повод на посетата беше потпишување на меморандум за соработка во рамките на регионалниот проект за живување на наставата по француски јазик во образовните системи во земјите од Западен Балкан, како и за јакнување на улогата на францускиот јазик во стручното образование и обука и поддршка на вработливоста на младите во Балканот преку прилагодено познавање на францускиот јазик, информираат од училиштето. Амбасадорот имаше можност да дегустира од специјалитетите приготвени од страна на нашите ученици, асистирани од страна на нашите професори. Овој значаен настан представува важен чекор кон јакнење на меѓународната соработка, промоција на францускиот јазик и култура, како и прилика за отварање нови можности за учениците и наставниот кадар, додаваат од училиштето. Убавините на езерото, градот и спортот, прва самостојна изложба на фотографии на Петар Паунче Скитник на 26 декември во петок во Младински центар Охрид со почеток во 19 часот. Петар Паунче Скитник е роден во Охрид, потекнува од познато фотографско семејство и од мали нозе се запознава со убавината на светот гледана преку објективот на камерата. Низ годините преку своите фотографии успешно ја доловува смеата на непознатите туристи, езерските бранови, мирното пловење на едрилиците, упорноста на маратонците и водената игра на малите палавковци. Старата калдрма и куќите кои што горделиво испишуваат историја, бројните цркви кои што како кралици се протегаат над езерската шир, се бајковито пресликани преку малиот објектив на Скитник. Заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски, заедно со директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коце Трајановски, пратеникот Ѓорги Сајковски и градоначалниците од Кичево и Дебрца, извршија увид на работите на автопатот Охрид-Кичево. Можам да кажам дека во однос на рехабилитацијата на патниот превој пресека, кој што представува главна артерија не само за спојување на
Кичево со Охрид и Струга, туку и генерално за спојување на Скопје со Струга и Охрид се работи со одлична динамика и до февруари месец би требало целиот патен превој да е завршен, што многу ќе помогне додека не се пушти целиот автопат Охрид-Кичево, побезбедно и побрзо да се патува, имајќи предвид дека патниот превој пресека беше во една навистина катастрофална состојба, се работи на 11 километри, кои што целосно се рехабилитираат и ќе значат побрз и побезбеден сообраќај. И втората многу позначајна, многу побитна работа, тоа е изградбата на автопатот Охрид-Кичево. Ние досега само зборувавме од канцеларија, зборувавме теоретски колку е тежок овој проект, но денеска целата македонска јавност може да се увери дека се работи за најтешкиот инженерски проект не во Македонија, туку во целиот регион. Се работи за буквално пробивање на планини кои што се позади нас, за косини кои што се од 100 до 200 метри, за земјиште кое што постојано се спушта кон главната траса и за бројни проекти кои што за жал 11 години откако почнал да се гради овој автопат не биле решавани. Решаваме вкупно 16 косини, од кои што на 14 имаме стабилизација со така наречени галерии, нешто што прв пат ќе се изведува не само во Македонија, туку во целиот регион. Тоа се овие инженерски чуда кои што се позади мене, каде што со армиран бетон се застанува цела планина. На Ќафасан приведен албански државјанин кој се обидел да поткупи полициски службеник. На 21 декември 2025 година, околу 9 часот и 10 минути на граничниот премин Ќафасан, полициски службеници лишиле од слобода 53 годишно лице од Република Албанија. При пасошка и гранична контрола, тој на полицискиот службеник му дал подкуп, односно на бирото оставил пари, пошто е лишен од слобода. Известен е јавен обвинител и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од МВР. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!